Zoran Mijalkov, tatko na 2 деца со аутизам, на денот за заштита на лицата со попреченост, ги повикува политичарите да му дојдат дома. Видно вознемирен и револтиран, Мијалков поканата ја упатува откако со години наназад. Грижата за овие лица е повеќе декларативна отколку вистинска. Јавно ве повикувам доколку сакате да се уверите дека тоа што го зборуваме и правиме е така и да видите зошто нашата борба е ова е од очеј ова го правиме, за да видите што правиме. Ве повикувам да ни бидете гости во нашите фамилии. Значи, ве издвоите 3-4 денови. Значи, по 24 часа да бидете наши гости. Да бидете гости, еве кај мене, да видите како живее фамилија со 2 деца со аутизам. На реални проблеми посочија и други родители на деца со попреченост организирани во повеќе здруженија. Инклузија во образовниот процес нема. Исто така нема дидактички материјали во училиштата, ниту пак соодветно обучен наставен кадар. Статистиките покажуваат дека училиштата бараат да се обезбедат 334 образовни асистенти, што е за 4 пати повеќе од моменталната бројка. Бараме домашни асистенти. Се дел од барањата на родителите. Поради ова, родителите бараат конкретни решенија, особено во делот на институционална грижа за децата по нивната смрт. Па имајте добре, имајте срце, имајте душа да изгласате за нашите деца, да се направат рехабилитацијски центри, значи да се помогне, да донесеме закони со кои што ќе биде со нашите деца после нас, што ќе биде со нашиот имот, да имаме закони, да имаме системски решенија за нашите деца. Срамота е ова. Ајде да немаше пари, ќе речевме дово, нема пари, тоа е тоа. Ама, има пари, си има пари за се и се што, за нашите деца се нема. Од друга страна, министерката за труд и социјална политика Мила Царовска е на став дека во изминатите 2 години е направено многу повеќе за лицата со попреченост отколку кога и да е претходно. Воведовме за прв пат право за лица со интелектуална попреченост кои што се со тешка и најтешка, и тоа право е високо, со одредена сума која што, да кажеме, ги задоволува основните потреби, како што се другите права за попреченост. За родителите воведовме правото кое што се однесуваше на скратено работно време, иако порано изнесуваше сумата за компензација 4700 денари, сега е до 50% од просечната плата. Во законот го гарантиравме персонална асистенција како право на услуга и правото за помош или услуга во домот. Сепак и покрај ова, проблемите на семејствата на лица со попреченост се големи и многу. Нив секојдневно ги живеат дури 15% од населението, колку што се проценува дека изнесува бројот на лица со некаков вид на попреченост.